Студентите албанци кои студираат право се во магла. Еднаш им се ветува дека правосудниот испит може да се полага на албански јазик, а друг пат не. По различните изјави и ветувања од представници на ВЛЕН дека прашањето ќе се реши, вчера министерот за правда Игор Филков кусо порача. Прашањето е затворено. Мислам дека тоа прашање е апсолвирано. Правосудниот испит е стручен испит, не е управна постапка, нема што повеќе да коментираме за истиот. Мевлан Адеми од студентската иницијатива вели дека работата ќе биде затворена тогаш кога ќе се почитува мајчиниот јазик. Kryeministri i vendit me datë 8 shkurt doli dhe tha që ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, edhe të rast se studentët kërkojnë të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, e njëjta do të lejohet. Gjithashtu edhe zëvendës kryeministri i parë zotri Sali deklaroi që arsyetimet e ministrit të drejtësisë janë të kota. Gjashëm deklaroi edhe zëvendës kryeministri zotri Fetaj, i cili tha që vendimi i Ministrisë së Drejtësisë është i pambështetur juridikisht. Ne shohim se kjo qeveri fatkeqësisht nuk ka qëndrim të unifikuar e as nuk shohim hapa konkrete rreth zgjidhjes së kërkesës sonë. Për dikë, në qoftë se kjo çështje ka mbaruar ose konsideron të përfunduar, për ne do përfundojnë në momentin kur të respektohet ligji dhe gjuha jonantare. И денеска побаравме став од владата, но не добивме одговор. Во меѓувреме опозицијската ДУИ оценува дека Филков го сведува албанскиот јазик на 0 и побара од ВЛЕН да не молчи. Обидот да се исклучи албанскиот јазик од правосудниот испит, да се подкопа неговата употреба и да се третира како затворено прашање не е само кршење на законот за употреба на јазиците, туку е директен удар врз Охридскиот договор и уставниот поредок на државата. Албанскиот јазик е уставна категорија, законска категорија, право стекнато со жртва и темел на еднаквоста врз која почива мултиетничката држава. Секој обид за негово релативизирање или исклучување представува чекор назад. Од студентската иницијатива најавуваат ескалација на ситуацијата, но без детали за конкретни чекори. Велат дека утре ќе донесат одлука за понатамошните активности.